Вака ми беше чест и задоволство што можевме да зборуваме со граѓаните на Штип, да ја почувствувам таа нова енергија за промени, нова енергија за победа. И денеска го почувствував тој филинг кога говорат дека кога има промени во Македонија се чувствува токму од тука, од Штип, од Источна Македонија. Дознавме како и на кој начин функционираат судиите во Република Македонија. Дознавме дека главниот устав и закон за судијата е тефтерчето на Гоца. Дознавме како и на кој начин се издавани лични карти и документи. Дознавме како се фалсификувани избори. Дознавме како се злоупотребуваат медиумите и новинарите, како се притискаат и подкупуваат медиумите и новинарите. И тоа е нешто што создава гнев, тоа е нешто што мора да го промениме. Тоа е нешто што создава порив кај граѓаните на Република Македонија да застанат рамо до рамо со нас од Социјалдемократскиот сојуз и да побараат промени за подобар живот, промени за подобра иднина, промени со младите внатре во Република Македонија, промени со пензионери со спокојна старост, промени за работници со добри работнички права и заштитени работници. Имаме незадоволни работници, експлоатирани работници кои што работат по 12 часа и за 8.000 денари плата. Затоа во мерките предвидуваме директна помош на македонските фирми. Затоа што сметаме дека македонското евро не е по-невредно од еврото на странските инвеститори. Туку сметам дека напротив најмалку 3 пати повеќе вреди македонското евро, бидејќи е создадено во ненормални услови, бидејќи е создадено во услови во кои што раководи една неодговорна и криминална власт во државата. И затоа треба да преку ваквите мерки допринесеме да се зајакне стопанството во Република Македонија, да се отвораат нови бизниси и нови работни места. Затоа ќе обезбедиме 140 милиони евра директна поддршка од буџетот на Република Македонија на домашните предпријатија. Досега годишно во просек се издвојува помалку од 200.000 евра од буџетот на Република Македонија. Па дали е можно да имате поддршка на бизнисот со 200.000 евра? Меѓутоа, сакаме да поставиме сериозни услови до оние во кои што ќе кредитираме. Државата да вложи финансиски средства, неповратни, и ќе поставиме само два услови. Едниот услов ќе биде да имаат нормални, високи плати работниците кои што ќе работат во овие компании, и вториот услов да имаат заштитени работнички права, да не ги експлоатираат нашите работници. Само по такви услови македонските компании ќе можат да добијат државна парична помош. Тоа ќе биде условот на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз. Видовме како луѓе неправедно се затвара, се држеа во притвор мајки, бремени ги губеа своите деца, а судиите стоеа на страна, стоеа неми на тие неправди. Но како велат во животот, не им го прави на другите тоа што не сакаш тебе да ти го прават, а обично судбината кажува дека тркалото се врти. Оној кој што е жртва доаѓа на другата страна, а оној насилникот станува во ситуација жртва. Ние не смееме да се претвориме во насилници на ВМРО-ДПМН, но нема да им го простиме она што го правеа како криминал. Амнестија за криминалот, за злосторствата што ги правеа, нема да има. Не само што ќе одговараат за се што правеа, што беше спротивно на законите, туку и ќе ги вратат парите кои што безмилосно ги одлеваа во странски офшор компании и фирми. Нашата визија за патната инфраструктура во Република Македонија е вложување 3 милиарди евра во патна инфраструктура за 10 години. Тоа е нашата 10 годишна стратегија во делот на патиштата.
Тоа се 300 милиони евра годишно, за разлика од нивните 217 милиони евра за 10 години. Најавуваме неколку проекти Македонија Мегалополис, што значи стигнување од еден до друг градски центар за не повеќе од час и половина. Македонија без кал, во кој што најавуваме 1000 километри локални патишта и Македонија без црни точки. Преку 169 црни точки има во Република Македонија. Тоа мораме да го промениме. 550 километри магистрални и регионални патишта, што значи реконструкција на постоечките и изградба на нови траси. Но што е најважно, 600 километри автопатишта и експресни патишта во Република Македонија. Сите анкети покажуваат огромно опозиционо расположение во Штип. Штип бил и пак ќе биде град на социјалдемократите. Штип пак ќе биде бастион на Социјалдемократскиот сојуз. Со овие луѓе и начело со председателот Зоран Заев, пак ќе победиме и ќе си ја вратиме Македонија назад во своји раце. И затоа токму од Штип ќе тргне новата голема победа на Социјалдемократскиот сојуз. Имаме 3 стратешки цели. Ќе направиме интегриран систем на образование, ќе ја подобриме општествената интеграција и ќе ги почитуваме законските стандарди и јавната расправа за било која голема промена во образованието. Ќе дадеме подршка на наставниот кадар. Ќе ги ослободиме наставниците и професорите од административна непотребна работа. Наместо казнување, ќе ги наградуваме вработените во образованието по 3 линии. На најдобрите училишта, една година ќе им ги зголемиме платите на наставниците. Најдобрите наставници ќе ги прогласиме за ментори и тие ќе го подобрат квалитетот на образование. Ќе ја вратиме и почитуваме автономијата на универзитетот. Во Скопје ќе изградиме вистински студентски град, но во Штип ќе изградиме нов студентски кампус. Идните избори имаме еден избор. Или Груевски Ахмети и нивниот криминал, или иднината на Македонија и просперитет на Европска Македонија. Јас и целиот тим на СДСМ сме за Европска Македонија, за иднината на оваа држава, за младите овде во Република Македонија. Просперитет на Европска Македонија, сите заедно, промена на 5 јуни. Благодарам многу.